Лукас Бејрер бил активен во неговата црковна младинска група. Работел со скратено работно време како инструктор по пливање и играл фудбал во оваа тивка заедница надвор од Сител. Но кога 16 годишникот го повредил грбот, неговата мајка Олга Давидов Бејрер вели дека почнал да зема лекови против болки. На почетокот не била премногу загрижена, но вели дека почнала да разговара за ризиците од дрога откако еден од соучениците на Лукас починал од предозирање. I talked to Lucas after funeral, even though I had no idea that Lucas buy pills. Разговарав со Лукас после погребот, иако не знаев дека тој купува апчиња. Но јас разговарав со него и му реков: Лукас, не знам што е тоа, бидејќи никој не зборуваше за фентанил, не беше јасно. Но реков: сакам да се уверам дека не сум мајка која губи дете. I'm not mom who loses a child. Еден месец подоцна, истражувачите велат дека Лукас го зел она што мислел дека е перкосет, моќен лек против болки. Тоа беше фалсификувана пилула со фентанил. Мајка му го нашла во лоша состојба првото утро од новата учебна година. Then I heard that from his friends it must be fentanyl. Слушнав од неговите пријатели дека мора да е фентанил. Then I started hearing, what is fentanyl? Фармацевскиот фентанил е одобрен за лекување на силна болка. Незаконскиот фентанил често се меша со хероин или кокаин или се користи во фалсификувани апчиња како онаа што го уби Лукас. Американскиот агент за спроведување на дрога Джейкоб Галван вели дека лабораториските тестови откриваат потенцијално смртоносни дози на фентанил во 6 од 10 лажни апчиња. We show to our agents. Тоа им го покажувавме на нашите агенти, тие не може да ја направат разликата. Тоа им го покажувавме на нашите лабораториски луѓе, тие не може да ја направат разликата. Така добро се прават овие работи. I honestly can think it can happen to anyone. Искрено мислам дека тоа може да му се случи на секого, бидејќи фентанилот е огромен профит. Секој треба да биде свесен дека овие работи се продаваат или се делат на улица. Од смртните случаи во оваа заедница има нови училишни програми за опасностите од фентанил и комплети за лекови со нелоксон за да му помогнат на персоналот да лекува случајно предозирање. We think the earliest Мислиме дека што порано можеме да стигнеме до училиште, толку подобро. Ќе бевме во гимназијата се до колеџите ако не имаат, бидејќи тоа е колку е важно да се пренесе пораката за тоа колку се смртоносни овие апчиња. Одделот за здравство и човечки услуги на САД вели дека повеќе од 90% од луѓето на 12 години и постари со нарушување на злоупотреба на супстанции не добиваат третман. Семејството на Лукас создаде волонтерска група за ширење на свеста за ризиците од фентанил, помагање на семејствата да ги препознаат предупредувачките знаци и да знаат каде да се обратат за помош.